Civil Media. Ovo je samo prva od nizata aktivnosti koji ги преземеме за да се придружиме во борбата против корупција. Овде слушнавме повеќе различни гледишта, почнувајќи од ставот, односно излагањето на премиерот, завршувајќи со ова што го слушнавме од Ване. И од ова ние во наредниот период ќе извлечеме препораки, се разбира, и од дискусиите на оние што следат во вториот дел, ќе извлечеме препораки и насоки за тоа што треба и како треба да се спроведе таа долга, прилично тешка и мултидисциплинарна активност, односно борба против корупцијата. Тоа што го кажа професорката Најчевска во врска со нашиот оптимизам за општество ослободено од корупцијата. Да, навистина корупцијата е тешко да се искорени во целост, но секој чекор поблиску до ослободувањето ќе обезбеди многу подобар живот за сите што живеат во едно општество, во една држава. И впрочем, ако ги поставиме на едната страна човековите права и слободи и на другата страна погледнеме кој е најжестокиот противник на човековите права и слободи, всушност тоа е корупцијата. Во сршта на најнегативните појави во општеството се наоѓа токму корупцијата. Борбата за правда, борбата за законитост, борбата за владење на правото всушност е борба против корупцијата. Тие борби се всушност сите обединети во една единствена тема, која е најжешка не само во Македонија, туку и во светот, а тоа е корупцијата. Ако погледнеме каде почнува еден циклус на еден коруптивен циклус, нели, звучи како прашање за тоа што е по-старо, јајцето или кокошката. Не, сепак, можеме да повлечеме една линија и да погледнеме каде всушност започнува еден коруптивен циклус во едно општество и во еден систем. Тоа се изборите. Во изборните процеси ги гледаме сите нишани, односно сите симптоми за тоа како ќе се одвива животот на граѓанките и граѓаните во годините до наредните избори, до наредниот изборен циклус. На изборните процеси се гледа целата мака на општеството и се гледа целиот фелер на системот. И тука ние како организација и секако и за други организации и експерти ја го наоѓаат коренот на проблемите и во нашето општество. Бидејќи ако го погледнете изборниот законник, можеби во него постои огромен простор за дополнителни интервенции, исправки на грешките, пополнување на дупките, особено во доменот на санкциите, имате забранети или дозволени работи, но се уште изостануваат магично, мистериозно параграфи во законот кои се однесуваат на тоа кој и колку и на кој начин одговара за лошото спроведување на изборниот законник, односно за киднапирањето на законитоста на еден изборен процес. И кога го гледате тој изборен процес, така контаминиран од коруптивни влијанија, односно постапки, тогаш гледате како ќе изгледа и наредниот период во времето меѓу двата изборни процеси. Што се однесува до изборниот процес, она што ние најчесто го откриваме и веќе се извештивме во тоа да детектираме случаи на купување на гласовите. Знаете, многу е тажно кога ќе се открие дека голем дел од гласовите кои биле купени всушност чина се насе 500 денари. А во еден разговор со господја Јелена Ристич од Институтот за политичко-правни истражувања, ми го сврте вниманието кон член 162 од кривичниот законник. Може би тие правници што се овде и оние што се во системот, па и во парламентот, може би ќе го слушнат ова и ќе се обидат да исправат оваа грешка.
таму во првиот параграф од овој член од законот, во кривичниот закон, стои дека купувањето гласови е казнено по закон и може да се лежи до 5 години затвор за таквата постапка. Меѓутоа, веќе во вториот параграф од истиот член во законот стои дека доколку е мала материјалната полза од подкупот, тогаш таа казна може да биде до 1 година затвор или да се плати парична глоба. И тука не е крај. Во третиот параграф стои дека доколку сторителот на ова дело е некој што е правно лице, колку сторителот е правно лице, значи може да биде невладина организација, политичка партија, мини маркет, супермаркет, компанија, предпријатие или било какво правно лице, тогаш казната е парична глоба. И го гледате почетокот таму. Значи, на некој начин легално ги купувате гласовите и потоа, ако ве фатат, само дополнително ќе ви влезе тоа во буџетот за кампања и продолжувате понатаму бизнес as usual, deal oriented, што би рекол еден од најпознатите бегалци од законот. Значи, во таа смисла, партизацијата на системот е еден од најголемите проблеми. Со партизацијата, односно политичките партии, најчесто се носителите на тој вирус, односно на таа контаминација. Тие ги окупираат институциите и партизацијата на системот всушност создава огромни можности, неограничени можности за една таква активност, за корупција, која уништува животи. Уништува животи и буквално и во преносна смисла на зборот. Меѓутоа, партизацијата, особено во изминатиот период, не застана само на системот. Туку политичките партии го окупираа и општеството, она што се нарекува простор за граѓанско дејствување. Општеството е исто така партизирано. И во таа спрега на држава која е корумпирана и институциите се корумпирани и партизирани, и таа спрега во која општеството едноставно зависи од волјата на ограничени мали кругови на моќници, тие сите заедно создаваат една политичка култура во која се негуваат вредности кои овозможуваат и охрабруваат и негуваат корупција. Токму од оваа позиција поаѓаме и ние кога велиме дека да, институциите се тие кои мораат да го спроведат законот, да, тоа е системот кој мора да се бори против корупцијата. Но, ние сите заедно, до последниот човек во оваа соба, треба да се бориме против корупцијата и онаа корупција која е во нас, и онаа корупција која уште не сме ја препознале во себе. Против таа корупција треба да се бориме и од тука, од себе си да тргнеме, за да се избориме за едно слободно општество. Бидејќи слободно општество е општество со што е можно помалку корупција, ако го следам концептот на професор Катанајчевски. Цивил медија